Центарот за јавно здравје, односно Оделението за епидемиолошка дејност, пријави епидемија на акутно труење со храна, предизвикана од салмонела ентеритидис. Заболени се дечиња на возраст од 2 до 6 години, кои посетуваат градинка Ангел Шајче, односно објектите Синоличка, Пчелка и Кокиче. Заклучно со денешниот ден, од почетокот на епидемијата, односно од 10.5.2021 година, значи има вкупно пријавено 66 дечиња со симптоми на акутно труење со храна, со покачена температура, повраќање, малаксаност, чести проливи. Кај 31 детенце е изолирана салмонела ентеритидис. Во тек се испитувања уште на 5 копрокултури кои пристигнаа во текот на денешниот ден. Од она што од страна Центарот за јавно здравје постапи, значи според дадените препораки, заедно во комуникација со Државниот санитарен здравствен инспекторат и Агенцијата за храна, извршена е вонредна дезинфекција во посочените објекти. Исто така направени се и вонредно здравствено-хигиенски прегледи на 12 вработени од кујните кои што беа посочени во дадените објекти. Од нив, кај тројца вработени е изолирана исто така салмонела ентеритидис. Од земените мостри на храна и брисеви од површини, од опрема и од прибор, во кои што се направени анализи во Центарот за јавно здравје, односно во нашата микробиолошка лабораторија, не се најдени патогени бактерии, односно ги задоволуваат хигиенските стандарди. Во мострите на храна има отсуство на салмонела, не е пронајдена, не е изолирана салмонела. Меѓутоа, неофицијално, од паралелните брисеви, кои што се испратени исто така брисеви од мостри храна во Институтот за јавно здравје, односно во микробиолошката лабораторија, неофицијално, значи немаме уште добиено резултати, не се пристигнати резултати, меѓутоа има посочено дека се работи за салмонела ентеритидис, која е најдена во мајонез кој што бил во оригинално пакување. Значи, ја следиме состојбата, во текот на денешниот ден ги очекуваме и тие резултати да бидат пристигнати. Искрено жалам за тој случај и сочувствувам со нашите сограѓани кои што имаат проблеми со нивните дечиња. Во моментов ја следам состојбата, побарав писмена информација од директорката за состојбите, чекам надлежните институции, првенствено инспекцијските надлежни служби да се произнесат за случајот. По согледување на целата состојба ќе преземам действија во рамките на моите надлежности. Ако ме прашате дали треба да има одговорност, апсолутно треба да има одговорност, бидејќи недозволиво е во денешни услови, во такви инвестиции, во такви капацитети, да ни се јави салмонела. Ова не е прв случај на ниво на општина Куманово, но прв случај во детските градинки. И ако имате веќе еден изграден систем за контрола и се почитуваат сите процедури, мора да дошло до одредени пропусти за да се случи тоа. Но како што знаете, во рамки на детските градинки, своевремено кога се водеше постапка за избор на менаџер на детската градинка, ми беа одземени ингеренциите. И во овој момент не сакам да давам повеќе информации во јавноста, додека не ги согледам сите информации и аргументи. Одговорно лице за менаџирање на градинката е директорот на градинката и управниот одбор како орган на одлучување и верувам дека ќе добијам дополнителни информации од надлежните служби, бидејќи се работи за поделено ниво на одговорност. И тоа во делот на надлежностите Министерството за труд и социјална политика и општина Куманово.